Имаше состанок, четврти состанок на Централниот совет. Централниот совет е највисокиот орган на партијата помеѓу два конгреса. Се сочинува од околу 120 луѓе, дел се избрани од конгрес, дел се по автоматизам поради функцијата што ја имаат. Денеска имаше на дневен ред избор на централно председателство на партијата. Согласно статутот, председателот Ахмети предложи листа која што сметаме дека е инклузивна и по однос на регионалната представеност, и по однос на генерацијската представеност, и по однос на половата представеност, и таа беше едногласно поддржана од Централниот одбор, од сите членови на Централниот одбор, и од тука Централното председателство веќе почнува уште наредниот ден да функционира. Отчетноста е наша постојана задача. Ние отчетност даваме пред вас, пред јавноста, и тоа го правиме, мислам, на најредовно можно. Но се разбира, имаме должност и да дадеме, да бидеме отчетни и кон органите на партијата кои што не има представе, односно предложено. Сега се формира председателството, денеска се формираше, очекувам до крајот на месецот да се има и првата конститутивна средба. Се разбира, таму ако има интерес, ќе ги представи. Освен Централно председателство, избрано е надзорен одбор на председателството. Не, тоа е партијата во рамки на статутот предвидува и таков орган кој што ја надгледува работата на председателството. Состанокот е долго подготвен. Значи, не е случајно дека има таква едногласна поддршка, затоа што имаше толку средби. Еве вчера, например, останавме 6-7 часа. Предходно индивидуални средби на Ахмети со сите региони. Така да, ова само зборува за добро подготвен состанок, а не зборува за некаква неактивност на членовите на одборот. Туку све што имале, кажале, тоа што можело да се земе предвид е земено предвид, и денеска е дојден со еден предлог кој што е консензуален, кој што ги задоволува сите, и така ја добива поддршката на сите членови.